Вести на Сител во 16 часот. Добар ден, ова се настаните на денот. Поместување има, но сите опции се во игра, па и комплетен дебакл на комисијата за 24 декември. Давидковски вели дека останува оптимист. Претениците повторно на рапна физичка присметка. Законот за медиуми е повод за нови сценарија, слични на 24 декември. Абе, не ми се приближувај, бегај тамо, не давам, готово. Приведена сопругата на екс-министер од редовите на ВМРО-ТПМН, скопјани, тепани, врзани и ограбени во својата куќа во Црниче. За екстрадицијата на Хаџиски ќе се одлучува на 28 август. Подобар пласман и излез на македонските цигари на странските пазари. Ова според експертите ќе биде бенефитот од стратешкото партнерство на Тутунски со Филип Морис. Тврдењата за употреба на хемиско оружје во Сирија го шокираа светот. Дали нападите со отровен газ се дел од стратегијата на Асад? Сите опции се во игра. Ова е кусиот став на председателот на адхок комисијата за настаните од 24 декември на ден пред крајниот рок за постигнување договор. Се уште е неизвестно дали партиите ќе ги доближат ставовите. Средбите во клубот на пратеници кои трае и денеска ги следи Александар Спасовски. Александар, вчера Давидковски беше оптимист, денеска впечатокот е дека се враќа чекор назад. Што се случува? Цаци, таков е навистина впечатокот, иако председателот на комисијата излегува со изјави дека е оптимист, дека може да се најде решение, барем од она што може да се добие како неофицијална информација. Сепак двете страни, иако напорно работат да најдат заеднички прифатлив став за извештајот за случувањата во собранието од 24 декември, сепак може да се каже дека позициите се уште се далеку од испеглани. Да чуеме изјавата од председателот на комисијата во оставка, господинот Борче Давидковски. Значи, комисијата ќе правиме пауза од 1 час и најверојатно јас ќе треба да направам уште некои дополнителни политички консултации, најверојатно на највисоко ниво, со цел да ја привршиме работата. Ви благодарам и извинете што чекавте, но повеќе не шанси да се заврши. Па се правиме за да се заврши работата денеска, утре едноставно да биде посветена на сликањето. Политичките консултации ќе бидат... Не, јас секој пат сум оптимист. А дали има единствен предлог за кој треба да се... Не ме прашувате, ве молам, значи... Добра волја излегов, гревата сега ќе разговарате со нив за време на паузата со политичките лидери? Па најверојатно ќе дојдат тука или јас ќе одам до таму да завршиме работа. Молам? Тука е страната. Во Охрид Груевски. Може со хеликоптер? Не ме прашувате. Ви благодарам многу. Утре во колку часот продолжувате, знаете ли? Ако продолжуваме утре во 10 вообичаено. А што значи тоа? Комплетен да не продолжите повеќе? Можно ли една лошо сценарија? Па видите, сите сценарија се можни. Јас се надевам и се уште се надевам дека ќе завршиме работа. А има ли поместување било како опозициите? Има. Да, Давидковски вели дека поместување има, што велат од партиите, имаме ли некакви информации од таму? Цаци, може од она што успеав да го добиам како неофицијална информација од партиски извори е тоа дека практично во овие денови комисијата имала навистина многу работа, биле прифатени, како што ми кажаа моите извори во партиите, троцифрен број на забелешки од СДСМ во извештајот, кој што, како што велат, ќе го подобрат практично деловникот и целата процедура на носење на идните буџети. Она што исто така го добив како информација е тоа дека се уште практично нема приближување на ставовите во врска со оно ултимативно барање на социјалдемократите да се утврдат уставни прекршувања, бидејќи ВМРО-ДПМН не смета дека е прекршен уставот на она место каде што СДСМ смета дека има прекршување, што би значило дека за ВМРО-ДПМН и за СДСМ на различни места партиите го гледаат прекршувањето на уставот, за СДСМ прекршување на уставот е извлекувањето на пратениците од собранието, додека пак ВМРО-ДПМН смета дека уставни прекршувања има во нападот на председателот на собранието. Токму тоа најверојатно ќе остане она главна точка, она главна разлика која што ќе мора да ја усогласат двете партии.
од она што го кажа председателот во оставка Борче Давидковски. Состанокот на комисијата за 24 декември продолжува. Значи денеска немаме информација, бидејќи и неа соопштија кога во текот на денов ќе продолжи. Тој, како што рече, нели, ќе се советува, односно ќе има разговор со лидерите на двете партии. До пред половина час тука во клубот на пратениците беа и шефот на кабинетот на премиерот Груевски Мартин Протогер и заменик председателот на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска, меѓутоа тие се задржаа внатре само кратко време. Немам информација дали во текот на денот ќе има средби со лидерите на двете најголеми политички партии. Доколку добиеме информации до дневникот во 19 часот, секако ќе ги споделиме со јавноста. Цаци? Александар Спасовски, ти благодарам деталите во дневникот во 19 часот. Премиерот Никола Груевски е во Струшко Бороец, оттаму ги коментираше преговорите околу крајното решение на комисијата за 24 декември. Александар Динев, нашиот репортер, треба да е на телефонска линија. Александар, што вели премиерот? Така, Цаци, пред малку премиерот Никола Груевски одовде од Струшко Бороец ги скоментира последните случувања за комисијата за 24 декември. Премиерот пред малку изјави дека ВМРО ДПМН цело време е фокусирано и посветено диалогот да успее, да има успешен крај комисијата, додека од друга страна, како што рече премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, СДСМ е фокусирана на порталите кои ги контролира и на нив да пушта сплетки и манипулации, отколку да се фокусираат на решавање на проблемот. Премиерот порача дека СДСМ треба барем наредните неколку дена да се фокусира за решавање на проблемот, а не на игри и манипулации, како што рече, кои ги пушта преку медиумите и порталите кои се под нивна контрола. Премиерот потенцира дека деновите поминуваат, времето е кратко, а разговорите се во тек. Не сака ништо да преюдицира. Премиерот рече дека ВМРО ДПМН цело време е фокусирано и нивниот тим кој е во комисијата за настаните од 24 цело време напорно работат и се фокусирани за решавање и бил во постојан контакт со сите членови на ВМРО ДПМН кои се во комисијата. Премиерот се надева дека СДСМ ќе најде начин и сила да се фокусира на решение кое, како што рече премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, не е проблем на владеачката ВМРО ДПМН, ниту проблем на СДСМ, туку е проблем на сите граѓани на Република Македонија. Александар Динев, изјавата беше пред малку дадена, во видео верзија ќе можеме да видиме во централниот дневник во 19 часот, а тогаш и деталите за посетата на Груевски на Охридско-Струшкиот регион. Пратениците синоќа повторно беа на рап на физичка пресметка, овој пат за законот за медиуми. Конфликтот настана доцна вечерта помеѓу пратениците од СДСМ и председателот на комисијата од ДУИ. Впечатокот на владеачката партија е дека се прави нов обид за повторување на настаните од 24 декември. Опозицијската СДСМ пак обвинува дека власта не сака да се откаже од донациите на медиумите, а се воспоставува и контрола над весниците и електронските портали. Опозицијата повторно предизвика инцидент во собранието. Во доцните часови синоќа пратеникот Благоја Стојановски од СДСМ го турна микрофонот на председателот на комисијата Реџел Исмаили од ДУИ. Револтиран зошто председателот му дал збор на министерот Ивановски да се произнесе за еден од прифатените амандмани и не му дозволил да реплицира, Стојановски му се нафрли на Исмаили, повикувајќи го надвор на фер пресметка. Од видеото очигледно е дека намерата на СДСМ е да го повтори сценарието од 24 декември и повторно вината да припише на власта. Абе, не приближувај овде, не ми се приближувај, бегај тамо, не давам, готово. Не ме пари. Процедурално 10 минути. Процедурално треба да е. Благоја. Весна бе. И на денешната амандманска расправа пратениците од опозицијата продолжија со дискусија како во изборна кампања. Тие неколку пати негира и дека вчерашниот инцидент не го предизвикале тие, туку за истиот биле виновни од власта. Ги спомнете ли парите на ВМРО ДПМН како во очи да сте им брцнали? И затоа веднаш вчера за малку ќе се направиш инцидент. Не смееш пари да спомнеш. Доста е театарот од 24. Ние сме постојано заложници на вашата политика, на насилие. И во текот на вчерашниот ден тоа се покажа.
па трча, ги викавте медиумите овде во 12 часот по полнок, односно пред полнок, да дојдат да видат што се случува во собранието. Ем се втурнавте да го тепате председателот, ем па после мнозинството е виновно за тоа. Иако преостана уште 30 на амандмани кои треба да бидат завршени до полнок, претениците од опозицијата повторно ја вжештуваа дискусијата околу теми кои не се предмет на амандманската расправа. Остро реагира по отфрлениот амандман со кој тие бараат медиумите повеќе да немаат можност сами да одлучуваат дали и колку средства ќе донираат во некоја политичка партија, туку тоа да го прават пропорционално. Не може вчера доцна во ноќта да прифаќате амандман 50% да има субвенции за приватните медиуми за македонска продукција, а сега не сакате сите владени кампањи да бидат пропорционално распределени на сите медиуми во Република Македонија. Со овој закон предлагате дека само националните телевизии ќе може да емитуваат на цела територија на Република Македонија рекламни кампањи од државни органи, со овој предлог што го имате органи државна, додека општините, единици на локална самоуправа, јавни предпријатија од општините ќе може само да емитуваат на регионални телевизии. Јас ве прашувам што ако нема регионална телевизија? Каде ќе емитува вашиот председател Заев за Струмица Опен фестивал дека Цеца или Северина ќе доаѓа во Струмица? Пратениците од опозицијата и денеска не ја пропуштија можноста да ја обвинат и се заканат на власта. Ги повикаа на избори за да видат дали навистина премиерот ја ужива довербата како што тврделе пратениците од мнозинството, бидејќи вчера пратеничката Рашковска побара од Бишевац да и се извини на пола Македонија, што ги навредил гласачите на ВМРО ДПМН дека се без мозок. Инаку досега се поминати повеќе од 60 амандмани, од кои се прифатени близу 30. Советничката група на ВМРО ДПМН е во центар поднесе предлог за ребаланс на буџетот и пренамена на дел од парите од комунали и за нови зелени површини и садници. Сметаат дека доколку тоа не го стори, Жерновски ќе го покаже своето лицемерие и ќе докаже дека собирите пред Бристол се само за партиско-политички потреби. Како членови на Советот на Општина Центар поднесуваме иницијатива за ребаланс на буџетот со кој предлагаме парите кои Општина Центар ги добила по основ на комуналии за изградба на овој објект во висина од 9 милиони 835.000 денари да се наменат за обновување на јавните зелени површини и нови садници на територијата на Општина Центар. Со ова предлагаме во Општина Центар да се насадат далеку повеќе дрва со парите кои општината веќе ги има и располага, а ги доби по основ на комунали. Така, граѓаните на Општина Центар ќе добијат далеку поголеми зелени површини. Жерновски реплицира и најавува дека ќе ги пренамени парите кога ќе биде стопирана изградбата на зградата на Советот за радиодифузија спроти Бристол. Но обвинувањето на ВМРО ДПМН е дека се однесува лицемерно, градоначалникот на Центар вели дека врв на лицемерие е ноќе да сечете дрва, а по неколку дена да барате ново зеленило. Ваквото лицемерно однесување, вели Жерновски, е препознаено од граѓаните. Приведена сопругата на екс-министер од редовите на ВМРО ДПМН, скопјани, тепани, врзани и ограбени во својата куќа во Црниче. За екстрадицијата на Хаџиски ќе се одлучува на 28 август. Партнерството со Филип Морис е првиот чекор кон стабилизација на Прилепскиот тутунски комбинат кој со години бележи само загуби. Производството гигантот ќе го започне по нова година. Очекувањата се дека извозот на домашните цигари драстично ќе се зголеми. Филип Морис ке стартува со производство на цигари во Прилеп по нова година. Стратешкото партнерство меѓу американскиот гигант и прилепскиот монопол ке трае најмалку 10 години. Раководството на комбинатот не открива премногу детали од бизнис планот кој го достави Филип Морис, затоа што тоа е деловна тајна, но тврдат дека стратешкото партнерство, иако ке се однесува само на цигарната, ке донесе бенефит за целата компанија. За експертите, стратешкото партнерство меѓу гигантот во тутунската индустрија во светот и прилепскиот монопол ќе значи подобар пласман и излез на македонските цигари на странските пазари. Комбинатот е фабрика која за цигари која има годишно производство од 8.000 тони, меѓутоа во последниве 7-8 години нивото на искористеност е околу 30%, значи многу мало. Мислам дека со оваа соработка би се зголемил обемот на работата на самата фабрика и на тој начин нормално би имало бенефит. Значи под нивно раководство или
учество и така натаму би се произведувале одредени марки на цигари кои потоа или би се продавале тука, а според мене е поверојатно дека тие цигари би оделе за извоз. Бидејќи она како светски и расширена компанија има пристап до многу пазари во светот, што ние ги немаме, нели? И тутунопроизводителите се задоволни од стратешкото партнерство со Филип Морис. Очекуваат стабилни цени и поголемо производство. Оние количини што до вчера и денеска тутунски комбинат ги откупува, верувам дека можеби двоструко ќе порастат, а тоа значи дека и подобри, повисоки цени за самите производители. Раководството на Прилепскиот монопол побара стратешки партнер на јавен оглас во јули. Пристигна само една понуда која завчера одборот на директори ја прифати. Наскоро на ист начин ќе се бара партнери за останатиот дел од тутунски, оној каде се откупува тутунот и се регулираат кооперантските односи. На тој начин се очекува досегашниот загубар да се стабилизира и да стане профитабилна компанија како некогаш. Јавното стамбено предпријатие ја балансира цената на становите. Тоа е нужно поради превисоките цени кои ги нудат приватните градежници, вели директорот Цветко Грозданов. Ги демантира приватните фирми кои обвинија дека предпријатието не плаќа исти давачки. Јавното стамбено предпријатие плаќа давачки како и приватните градежници. Пониските цени на државните станови се заради помалата заработка, реагира првиот човек на предпријатието, откако приватните градежни фирми обвинија за нелојална конкуренција. И за приватниот сектор и јавниот сектор се плаќаат исти комунали. Така да шпекулациите на одредени приватни субјекти, значи правни лица, кои што ги водат приватните субјекти, дека ние не плаќаме ништо, не држи. Компанијата Дора Инженеринг, која гради во близина на локацијата на државните станови во аеродром, обвини дека јавното предпријатие не плаќа ништо за градежната локација и со тоа има драстично пониска основа за формирање на цените. Наспроти тоа Грозданов тврди дека разликата е во тоа што приватните фирми одат со многу повисока заработувачка и многу поголема маржа. Цената на коштање на квадратен метар во централното градско поднебје е иста или малку поскапа од коштање на метар квадратен во Минхен. Без разлика дали се наоѓате кон периферијата или кон центарот, значи во Минхен сепак станува збор за една голема метропола, за разлика од Скопје, во која што нормално, да речеме, висината на цената на покоштање на квадратен метар не би требало да биде во таков однос. Во изминатите 2 дена имало интерес од над 200 граѓани за становите во аеродром и тоа најчесто за купување со државни субвенции. Таму се веќе продадени 60% од становите. Потешко оди продажбата во внатрешноста, каде квадратот се движи од 500 до 700 евра. Поради намалениот интерес за Охрид, предпријатието најави намалување на стамбениот квадрат таму за 50 евра. Тврдењата за употреба на хемиско оружје во Сирија го шокираа светот. Дали нападите со отровен газ се дел од стратегијата на Асад? Полицијата ја приведе и ја изведе пред истражен судија сопругата на поранешен министер за транспорт и врски од редовите на ВМРО ДПМН, која е осомничена за случајот кражба на поштата во Чаир. Неофицијално во изминатите неколку дена таа била во Охрид. Претходно истражен судија во отсуство и одреди 30-дневен притвор. Од 10 осомничени за грабежот на поштата во Чаир, недостапна е само кирката на поранишниот функционер од ДУИ. Полицијата трага по неа. На 28 август францускиот суд ќе одлучи каде ќе биде екстрадиран најбараниот убиец од Македонија Миле Хаџиски. По него распишани потерници имаат и Македонија и Швајцарија. Македонската полиција го бара за убиство сторено во 93-та, а швајцарските власти го бараат за грабежи како дел од бандата Пинк Пантер. Поред информациите кои што ги имаме од француските органи на прогонот, лицето е приведено во понеделникот. Одредена му е мерка притвор, така што очекувањата се дека и навестувањата дека во текот на наредната недела ќе биде одлучувано по барањата за екстрадиција кои што претпоставувам дека освен македонските власти ги имаат упатено до француските власти и швајцарските органи на прогонот. Тројца вооружени кратци утринава околу 4 часот преку балконската врата влетале во куќа во Црниче. Го удриле домакинот со кундак и заедно со неговата сопруга ги врзале и заклучиле во тоалетот додека ја пребарувале куќата. Успеале да го пронедат целото злато и пари и да избегаат. Настанот се случил на улицата Рилски конгрес во Скопје, а настрадале 50 годишен скопјанец и неговата 46 годишна сопруга. Полицијата трага по сторителите.
Ново место за згрижување на жртвите од семејно насилство денеска промовираше Министерството за труд и социјала. Жртвите на семејно насилство од денеска имаат уште едно засолниште. Повеќе постоечките во Скопје, Битола, Кочани и Свети Николе, во Газибава отворен нов центар кој ќе ги згрижува жените и децата жртви. Министерот за труд и социјала Диме Спасов смета дека центарот не само што ќе помогне во надминувањето на траумите од насилството, туку ќе придонесе и за социјализација на овие лица. Ги помогне на лицата жртви на семејно насилство на одреден период да бидат одвоени од средината во која што се случило насилството, да им даде услуги од стручна советодавна работа заради надминување на последиците од насилството и да го исполни нивниот престој во центарот со различни содржини преку кои ќе се оспособат за разни социјални вештини. Градоначалникот Тони Трајковски потсети дека општината цела деценија наназад се грижи за жртвите од семејно насилство и ги повика сите кои се соочуваат со овој проблем да не размислуваат дали да ги контактираат центарот и општината. Општина Газибаба изминативе десетина години во соработка со невладината организација Кризен центар Надеж заеднички учествуваме во поддршка на овие лица кои што се жртви на семејното насилство. Значи сите граѓани кои што ќе почувствуваат потреба ги повикувам слободно да се јават и да добијат поддршката од центарот кој што во иднина ќе функционира на наша територија. Како дел од проектот со кој ќе се заштитуваат жени, деца, но и мажи жртви на семејно насилство, Министерството ќе отвори советувалишта во кои насилниците ќе бидат упатувани со судски налог. Покрај Скопското, советувалишта ќе бидат отворени и во Битола и Кичево. Продолжува реконструкцијата на средните училишта во Скопје. За оваа намена градот одвоил 47 милиони денари. Трајановски денеска во посета на средното медицинско Панча Караѓозов. Ова средно училиште минатата година ние околу 520 метри квадратни покривме еден дел од средното училиште, меѓутоа остана оној другиот дел кој што е позначаен и кој што е поголем, а тоа се учениците кои што учат учениците во површина од околу 2200 метри квадратни, така да со овој зафат во вредност од 5 милиони денари ќе бидат покриени овие училници во површина од 2200 метри квадратни. Со ова се подобрат условите за учење во средното училиште. Светот е шокиран од наводите за користење на хемиско оружје во Сирија. Западот веќе размислува за интервенција ако се утврди дека Асад ја преминал црвената линија. По најновите извештаи за наводен напад со хемиско оружје врз предградие на Дамаск, доцна синоќа заседаваше Советот за безбедност на Обединетите нации. Советот побара разјаснување на ситуацијата, но не успеа да постигне согласност за официјална истрага. Против биле Русија и Кина. САД, Велика Британија и Франција се меѓу 35 земји кои побараа брзо и непристрасно инспекторите на Обединетите нации кои се веќе во Сирија да го истражат инцидентот во кој според сириската опозиција владините сили употребиле отровен газ при што загинале 1300 луѓе, повеќето жени и деца. Dr. Sellström and his team are in place in Damascus. We hope that they will be given access to the area by the government. За сега меѓународната комисија со дозвола на председателот Асад истражува 3 места за претходни случаи со хемиско оружје. Бунтовниците и владините сили меѓусебно се обвинуваат дека користат такво оружје. За последниот напад од тој тип владата во Дамаск го отфрли обвинувањето кое стигна од опозицијата. At this stage, everyone wants a yes/no answer to chemical attack. But it is too early to draw a conclusion just from these videos. Не е во наш интерес да употребиме хемиско оружје во момент во кој на место работат експерти на Обединетите нации. Тоа би било политичко самоубиство, изјавил висок представник на силите за безбедност на Сирија за западните медиуми. И иранските власти не веруваат дека Асад би се одлучил на тој чекор, а доколку на вистина е употребено хемиско оружје, тогаш тоа го сториле терористички групи кои имаат интерес да ја влошат ситуацијата во Сирија. Војната во таа држава почна во март 2011 година. До сега загинаа над 100.000 луѓе. Денот како судот го осуди на 35 години затвор, Бридли Менинг најавува дека остатокот од животот ќе го помине како жена, следуваат вестите од светот.
Хосни Мубарак ќе биде ставен во домашен притвор на барање на египетскиот премиер. Вчера судот во Каиро донесе одлука за ослободување на екс-председателот на Египет, бидејќи веќе нема законски основи за негово задржување. Мубарак помина во затвор 2,5 години. Тој е ослободен од обвиненијата за корупција, но се соочува со дополнителни обвинувања за соучешништво во убиствата на антивладините демонстранти во 2011 година. Поминатиот петок на гнивот за утре подржувачите на соборениот египетски председател Мохамед Мурси најавија петок на мъчениците во Каиро. Тие бараат Мурси да биде вратен на власт. Минатата недела над 900 лица загинаа во жестоките судири меѓу бунтовниците и војската. Ден по објавувањето на пресудата од 35 години затвор, Бредли Менинг изјави дека животот ќе го продолжи како жена и ќе го носи името Челзи Менинг. Воениот суд го осуди 25 годишниот војник за предавање на доверливи документи од американската армија на Викиликс. За Менинг и претходно се знаеше дека е хомосексуалец, но веста дека сака да продолжи да живее како жена ги шокираше неговите поддржувачи. Тоа беше се во ова информативно издание. Повеќе побарајте на sitel.com.mk, следете на социјалните мрежи и гледајте го централниот дневник на Сител во 19 часот. Пријатно попладне.